Почитувани мои, добар ден, 12:30 време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за да ве информираме и да доставиме повеќе корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Така и ќе биде и денес. Денес одлучивме да проговориме малку за најмалите, за децата, за сето она што го засека нивното психичко здравје, нешто што е во последно време многу актуелно, тоа е екранизмот кај децата, значи користењето на мобилните уреди, на компјутерите и така натаму. Значи, за сето ова денеска ќе говориме со доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар и ни доаѓа од Здравствен дом Скопје. Во првиот дел ќе биде тој разговор, меѓутоа некако сега во новава сезона одлучивме да има емисијата два дела, па во вториот дел ќе поразговараме за она што можевте и на пред да почне емисијата да го видите, значи тоа е сајтот Се за децата и за последното издание на доктор Ангелчо, тоа е развојна патека кај децата, да ни каже како до сега минува, значи каква е заинтересираноста, значи родителите и секако оние кои што немале можност да слушнат за ова издание, да кажеме збор два, па ако нели сакате да си го набавите и да си го имате дома. Знаете дека и во секоја емисија, сега во соработка со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист, ви презентираме и еден прилог од областа на нутриционизмот. И денеска ќе биде така, одбравме денеска да ви презентираме се за доматот, значи каква нутритивна има вредност доматот, значи за која е неговата намена и секако и тоа ќе биде како една дополнителна информација која што верувам ќе биде од ваша корист. Сега веќе со мене во студиото е доктор Андоновски, да го поздравам и да му посакам добри дојде. Благодарам на поканата. Многу интересна тема за која што ќе разговараме денес и треба да се договараме многу да големо говориме, внимание, да. И навистина е ова многу нешто што е загрижувачко, со оглед на тоа што нели психичкото здравје кај децата уште се гради од мали нозе. Еве да кажеме, вие ќе кажете поточно бидејќи сте нели стручни, да не говорам јас. Сето она што се случува последниве неколку години во однос на проблемите кај психичкото здравје кај децата и како треба да се негува од мали нозе. Затоа сме денеска тука, затоа ќе поразговараме на оваа тема со цел да ги информираме сите наши гледачи, посебно оние што се млади родители или пак оние што треба да станат родители, да бидат навреме информирани. Ајде некако да започнеме вака, бидејќи секогаш кога се говори за децата, нели, уште од кога ќе се родат уште од болница, секогаш се обрнува повеќе внимание нели на физичкото здравје, дали е родено здраво, право детето и така натаму, меѓутоа некако како помалку да е запоставено психичкиот момент кај едно дете, па дури еве кога веќе ќе го однесат дома. Дали колку е тоа важно и дали уште од самото носење дома на едно бебе треба да се внимава на секој момент, не само на нели на физичкото, туку и на психичкото здравје. Ајде вака ќе ја започнеме денешната тема баш токму од родителите, не од детето. Од родителите. Грижата родителска е многу битна и е најважна во развојот на едно дете. Дали развојот ќе го третираме од 0 до 7 години или ќе го третираме дека е од 0 и понатака, јас ќе кажам, организмот на децата расте до 25-та година, нас секогаш како родители на нас ќе ни се деца. Многу е битно пристапот на родителите во врска со здравјето, секакво вид на здравје кај детето, дали е тоа физичкото или психичкото и менталното. Е многу битно да самиот родител биде оној кој што ќе го на некој начин усмерува и насочува развојот на своето сопствено дете. Токму и ја спомнавте и книгата на развојната патека кај децата е еден вид на помагало кој што ќе ги насочи родителите да навистина го следат развојот на своето сопствено дете. Само така може да познаат како е опишано и како треба да биде по книга некој развој. Нема стриктно да се држиме, затоа сме и ние тука стручните лица за да дојдат и да се обратат за помош, но секако еден вид на отстапување ќе може да го приметат и ќе го прочитаат во самата книга, во самиот учебник на некој начин, во тоа помагало кој што ќе ги насмери правилно. Дека секој момент на отстапување, било какво отстапување, заслужува внимание и треба да се обрне големо внимание и да се појде кај лекарот, кој што секако ќе ги каже нели насоките, патеките и начинот на третман на сето тоа. Кога станува збор за менталниот развој кај децата, е многу битно дека тој навистина станува од најмали нозе. Не е тоа дека порано нели се тврдеше дека таа и таа година може да се следи некој си развој или каснење во развој. Не, токму се почнува од 0 па понатаму.
Ќе ве прекинам тука, бидејќи нели уште додека го носи мајката во утробата своето дете, се вели мајката да биде нели расположена, да не се нервира, да нема стресови, бидејќи сето тоа бебето го чувствува. Точно ли е тоа? Апсолутно е точно, бидејќи детето е поврзано со мајката. Ќе кажам дека најголемиот наследен генетски момент е и наследството од страна на мајката, се наследува доминантно рецесивно. Ќе кажам дека мајката е главна во развојот на едно дете, токму поради сите причини кои што може да му ги пренесе како емотивни, психолошки, така и физички, здравите навики, нели, исхраната, се потекнува од мајката, а нормално дека и таткото е битен сегмент од тоа, но во делот на воспитувањето како авторитет. Се останато, нели, во една таква заедница, родителите може да функционираат и да добијат готов производ, односно да добијат здраво дете, кој што понатаму ќе ги радува и ќе им биде, нели, на нив извор на понатамошна греша. Така, кажавте дека многу е важен делот на родителите и родителството. Предпоставам дека многу има што веќе треба да станат родители или што сега се родители на мали дечиња, на мали бебиња и секогаш се прашуваат како јас да постапувам со моето дете, нели, за да бидам, нели, добар родител и за да моето дете се развива правилно. Што е тука клучно во родителствувањето, ајде така да кажам, од страна на родителите и таткото и мајката, иако и ве кажавте дека мајката е така, значи, што е клучно? Позначајно. Клучно е на детето првично се даде топлина. Клучно е на детето да се даде првичните насоки како за понатамошниот развој. Нормално, од кој моментот, од првиот момент кој ќе почне да расудува и да размислува правилно, секој, нели, да кажеме, момент е битен за да правилно се насочи тоа дете кон неговиот раст и развој. Родителите играат клучната улога и не токму заради тоа и емисијата почнаме, нели, со родителите. Так. Дека навистина треба да ги следат сите оние, да кажеме, ситуации кои што кај детето се битни да бидат препознаени на време. Се останато следува доколку има некакво отстапување од нормалниот раст и развој, треба да се обратат кон лекар. Дали тоа било во делот на физичкото здравје, дали тоа дете настинало, дали тоа дете има настинка, дали има кашлица, дали има повраќање, дали има диареја, е потребно да се појде на лекар и да се утврдат, нели, сите работи. А кога станува збор за менталното здравје, тука на вистина треба да бидеме многу внимателни и да знаеме дека првата превенција или првиот момент на препознавање на одредени работи за кои што ќе збориме во текот на емисијата, се многу битни да родителот веднаш отиде да побара стручна помош. Зашто? Заради проста причина дека отстапувањето е веќе симптом на нешто што ќе се случува понатаму и ќе може да ја искриви целата слика, односно неговиот развој нема да биде правилен. И тоа понатаму во подоцнежниот период ќе биде голем проблем за да реверзибилно да направиме реверзија на целата таа ситуација. Да, тогаш треба потребна работа, не е дека немало такви случаи, но ние збориме за превентива. Родителот е превентива во овој случај кога станува збор за своето сопствено дете. Само здравите деца, значи здравата наша иднина, значи дека и ние ќе сме здрави. Значи буквално ако збориме од менталниот склоп, односно од менталното здравје. Значи психичкиот дел на нашето дете, менталниот раст и развој е многу битен за тоа и родителите за да бидат здрави во својот живот, ако нивното дете е здраво. Така. И сега кажавме дека треба да има некои знаци кои што ќе ни посочат дека нешто се случува со детето што не е во ред, пак нели да реагираме. Кои се тие знаци со оглед на тоа дека сите деца се различни на некој начин, нели, и сите различно ги восприемаат работите, меѓутоа некако оној третман од страна на родителот за уште од мали ноза, нели, да го научи детето да биде самостално, да има некои, како кажавте, преискат позитивни и добри навики. Од која годишна возраст треба да се почне тоа да се применува и кои се тие знаци веќе ако и покрај, нели, однесувањето на родителите во правилна насока, детето не го прифаќа тоа на некој начин, дали тоа треба да биде како еден прв знак за загрижување? Вака, значи, сепак ќе кажам дека и заради тоа ја подвоиме, нели, целата состојба за разговор, нели, нашава денешна емисија, ќе биде дали збориме за физичкото здравје, дали збориме за менталното здравје.
Кога станува збор за физичкото кажавме, знаат, ако веќе кога станува збор за менталното здравје, симптоми, навистина треба да бидеме предпазливи, бидејќи постојат огромна, широка состојба и бројка на симптоматологија која што може да се јави кај нашето дете. Так. Битно е родителот да ја препознае дека неговото дете има отстапување од нормалниот и правилен раст и развој. Токму и заради тоа книгата која што ја напишав е баш развојна патека на децата. Значи не за џабе ја крстивме така, затоа зашто тоа не е од сега, не е нешто ново измислено, но дали родителите навистина ја следат. Ќе кажам дека да, секој се потпира на нашиот како да кажам, на нашата способност, на нашето знаење, нашата стручност, да своето дете го однесе кај стручни лица. Дека приметиле нешто, јас сепак ќе кажам дека потребни се многу сати поминати во читање, во едукација, па дури можам да кажам и вие како медиуми треба да ги родителите едуцирате на некој начин, затоа зашто времето многу брзо се менуваат и симптоматологијата, и ситуациите, и состојбите и околностите околу здравиот развој на едно дете, поготово кога станува збор за менталното здравје. Родителите треба се подготвени да ги знаат сите тие работи, односно дека ќе треба доста едукација нивна, која што е потребна за да и тие сами бидат на некој начин првата помош кога станува збор за остапките. Подоцна тие ќе се дојдат на стручните лица кај нас и ќе го добијат целосниот третман. Симптоматологијата, како што реков, е широка. Дали е тоа првично недостаток на говор? Дали е првично недостаток на движење на рачињата, односно на моториката кај децата? Дали е тоа момент на отсатност? Дали е тоа момент на изолираност? Дали имаме симптом на кој што ќе се пројави во врска со одбивање на социјализација? Многу е широка палетата кога станува збор за менталното здравје и треба да го препознае. Ние сега во денешно модерно време имаме голем проблем околу алалијата, односно недостатокот на говорот. Децата прозборуваат подоцна. На што се сето тоа должи? Се должи на многу фактори. Нели секој пат кој ќе не прашаат и нас како стручни лица на што се должи да моето дете не говори. И тука ќе го побараме нели фактот што родителот не приметил и зашто треба да се јавуваат порано кога гледа дека отсаството. Значи треба да се знае дека од втората година до втората година на животот детето мора да има одреден фонд на зборови. Тата, мама, баба, дед, значи тие се кратки зборови, основни работи кои што ги има. Доколку ги нема детето и отсуствува, веднаш треба да се побара стручна помош. Да не се чека да се пролонгира проблемот. Како? Ние како стручни лица работиме со тим. Тимот е најбитна работа. Тимот се состои од дефектолог, логопед, педагог, психолог, психијатар дури и нормално една, како да кажеме, таква тимска работа нуди успех кај одредено дете. Јас ќе кажам дека Заводот за ментално здравје кај деца и младинци соработува и со Центарот за слух и говор, кој што исто така полн со третман, тие ги извршуваат третманите, ние можеби ја диагностицираме целата состојба, знаеме како да ги насочиме родителите, но многу е битно тоа дете да работи со цел тим. Тимот, кажавме, од кој што се состои и ќе кажам дека имаме голема проблематика, поготово во денешно време, каде што покрај алалијата, отсутството на говор, имаме огромна појава на деца со аутизам. Можеби досега не сме ги бележеле или не сме обрнувале толку внимание, не дека не било присутно. Па ќе кажам и дека оние тешки на некој начин педагошки мерки, нели кој го гледа детето дека не збори или дека има проблем со ова, па ќе дојде до момент на физичко насилство и така. Тоа е тотално погрешно. Значи мора да се работи со тоа дете. Јас ќе кажам дека неопходноста во нашата држава и хендикепот е што немаме центар за аутизам. Значи нема центар, има премногу деца кои што па јас ќе кажам дека ќе говориме во емисијата и за еден вид на псевдоаутизам, ќе го спомнеме кога се јавува. Децата, секое четврто дете веќе ги има еден голем број од симптомите и знаците за аутизам. Таа е скала до 10, за жал. Некако и последниве години е тоа се почесто. Многу е актуелно, затоа зашто тие деца живеат во свој свет, тие се на некој начин изолирани, покажуваат особености на репетирање и повтарање, еве само ќе ги наведам. Немаат контакт со очите, значи го избегнуваат тој контакт со очите. За говорот веќе отсуствува говорот, тој си има свој некаков си говори или дури воопшто не ни сака ни да разговара. Особеноста кон фиксирање на одредена храна,
Значи, нели тие ги јадат само да, стереотипна, така, да. или се јавуваат, како ќе кажам, стереотипи кај тие деца. Има широка палета на знаци кои што веднаш човекот може да ги познае, тоа е поготово родител. Ја ќе кажам дека има родители кои што се субјективни во целата работа и кажуваат нели тоа што сакаат да веруваат во тоа. А состојбата е многу другачија и затоа се побарува помош од кај нас. Так. Апелирам до родителите, нормално, и до државата во некој начин, за да се дојде до поголемо свесно ниво на едукација на родителите, за да правилно го познаат тоа дете, за да може да се јават со време за да се делува. Јас ќе кажам дека постојат неколку типови на деца кои што се во инклинирачка состојба, кои што некако има буквално аутизам кој што е функционален и нефункционален аутизам. Децата со функционален аутизам може да станат нели составен дел на општеството. Децата со нефункционален треба да им бараме место во општеството. Така. Ќе кажам дека пак и ќе се навратам дека има огромна потреба од формирање и креирање и градење на еден центар за аутизам или центар за ментално здравје на децата кој што ќе биде широко опфатен и ќе биде како една голема институција во која што ќе работат покрај тој тим што го спомнавме од дефектолог, логопед, педагог, психолог, психијатар, ќе работат и нутриционисти, социјални работници и така натаму, кои што сите се ќе си имаат своја улога. Апсолутно. Сведоци сме дека доста се работи на проблематиката, но тоа не е во една целина собрано, дека постојат и сензорни соби, дека се потрудија одредени луѓе кои што го работат сето тоа да добијат такви нели со донации, ќе кажам, не државата да инвестира со донации, каде што употребија голема сила за да добијат нели такви помагала кои што се битни за работа со тие деца. Ќе кажам дека тие се ретки луѓе, дека се бројат на една рака, кои што работиме со менталното здравје на децата, не говорејќи го приватниот сектор, ќе го зборам нели државниот сектор, кај што ќе кажам дека во делот на нашето здравје, односно во делот на здравствениот сегмент апсолутно многу малци се прави, поготово во овој период, ќе кажам можеби и короната ги допринесе кон сето тоа, но ние буквално влеговме во еден вид на летаргија. Во медицината нема ништо ново, се препукуваат меѓу себе, а не ги даваат решенијата, нели како да кажеме си барат свој можеби некаков си интерес или бенефит, никако да работат во правецот на здравјето на децата, кое што е многу битно и потребно. Затоа ќе кажам дека навистина треба да се направат коренити промени, за да навистина си се најде место, поготово кога станува збор за здравјето на децата. Да, за најмалите секогаш треба највеќе време да се одвои. Тука ќе се обратам до нашите гледачи, од режија може да ги пуштат и телефоните на екранот, па ако има некој кој што сака нешто да праша, да се вклучи во нашиот разговор за ова за што говориме денес, за најмалите, за децата, секако ќе може да ни се приклучи, да не добие или да го постави на прашање кое што е од негов интерес. Докторе, зошто е важно, важно е, како што кажавме, да се пружа љубов на едно дете. Но како правилно тоа да го направат родителите, а да не дојде до оној момент кога велиме ова дете е разгалено? Значи, што значи тоа? Која е линијата? Вака, јас ќе кажам дека родителите сакаат своите деца да ги разгалуваат. Да, можеби меѓутоа тоа иде, можеби тоа иде и во некои неубави правци, нели, како да кажеме, тоа дете што го напоменавте ќе стане многу разгалено, па ќе добива се што ќе посака. Но ќе кажам на родителите еден убав совет, дека да, галете ги своите деца, сакајте ги своите деца. Љубов, препружете им неизмерна љубов, секако дека и ние тоа го правиме. Но гледајте да го воспитате правилно тоа дете. Правилното воспитување ќе го направи тоа дете, така, тоа дете ќе го направи иден добар човек. Човек кој што може да твори, човек кој што може да создава, човек кој што нема да прави проблеми самиот на себе и проблеми за општеството. Човек кој што ќе биде навистина човек кој што ќе се труди нешто да постигне и да успее во животот, а не да биде само еден товар или терет. Разгалувањето ќе ги однесе кон тоа да очекуваат секогаш и да немаат само доверба, да немаат само доверба во креирањето на својата собствена личност, да немаат само доверба во понатамошниот тек на животот, ќе останат не на некој ниво. Да, родителите треба многу да работат врз своите деца и да ги насмеруваат правилно. Како? Дали е тоа првично преку игра? Значи, дали е тоа преку манифестација на еден вид на дисциплина, на еден вид на хигиена?
како физичка, така и ментална хигиена. Дека може да го убедиме своето собствено дете дека може да постигне со својот собствен труд, да го пуштаме да биде посамостално, уште од мали нозе. Затоа зашто ако го од мали нозе ние моделираме или го вајаме според наша желба, ние ќе го направиме да не биде тоа, некое си здраво извагано, здраво извајано, суштество, туку ќе пуштиме некој човек кој што ќе биде зависен од нас. Не смееме тоа да го правиме. Со самата таа работа, како родители, ние треба да му ставиме здрави навики, здрав ментален склоп, да го научиме дека тој треба да твори и да создава. Не да очекува од нас се. Нормално, дур се расте и развива, ние ќе го се грижиме за него, но подоцна тој треба да биде самостан. Ја ќе кажам дека здравите навики се создаваат уште од најмали носе. Така, да. Ние ако кажеме дека до 7-та година на животот веќе сме создале нешто, тоа е точно. Дека треба да внимаваме на тоа да тоа дете покажува почит. Значи не само кон грижата родителска, него и почит кон другите луѓе. Општо, да, кон сите. Може би порано беа други времиња и тоа го учевме во училиштата, не учеа учителите и така натаму. Сега сме веќе во некој вид на модерно општество кое што не секој пат, ја не викам дека не е правилно или дека се моделираме кон модерно општество, европеизација и така натаму, но сепак ќе кажам дека и ние сами треба многу да поработиме врз таа грижа и тоа давање на целосната слика, на што сака нашето дете да биде или да се потруди да си ја најде само таа слика за себе си, ќе кажам дека и ние треба многу да ги воспитуваме. Дека она што ние сме го порано научили од некој свој, како да кажеме, живот помина, треба да им го пренесеме. Или да она сето што сме го осознале дека е здраво и корисно, да го пренесеме на своето дете. Само така ќе создаваме здрави генерации. Сега во моментот имаме навистина голема проблематика, сега ќе почнеме да збориме за таа тема, е моментот на екранизација. Така, да, што представува екранизацијата или екранизам кај децата? Ја ќе кажам дека тука пак почнав емисијата со родителите и ќе ја завршам со родителите, ќе кажам дека родителите се тие кои што се виновни за да своите, како да кажам, сопствени потреби, својот дел на екранизацијата, и ние сме зависни од екранот, своето дете го стават, како да кажем, да не ми досаѓа, јас ќе го дадам мојот телефон. Или ќе го оставам пред телевизор. Цртани, гледај си игри, па и ние сме гледале порано телевизијата, но беше, како да кажеме, телевизија тоа што беше пласирано на телевизиите беше сосема нешто друго. Сосема нешто различно од денешното. Едукативни емисии, така натаму, кои што навистина учени луѓе со интелект ги создале тие емисии. Сега веќе нашава генерација, знаете дека ја во една емисија и во својот прв учебник што го издадо на педиатрискиот приручник, кажав дека ние имаме YouTube генерација. Значи нашите деца се јутубери, тиктокери и така натаму. Да, меѓутоа тоа води, можевме да забележиме наназад во изминатиот период колку само лоши случаи имавме однос на претераната тие се учени и се третирани раководени од тие социјални мрежи, тоест од она што го гледаат. Тука е моментот на екранизација. Реков дека ние им го создаваме тоа зависност од екранизација. Јас ќе кажам дека таа екранизација ги воведе децата во псевдоаутизам, каде што детето е фиксирано за својот телефон и ако доколку го одвоите од својот телефон или од екранот и така натаму, тоа реагира како да е зависник. Имавме многу случаи опишано, не само во светската популација, почна и кај нас да се случува, дека тоа дете е зависно од својот телефон и дека одредена хормонска структура, односно хормонската револуција што се случува кај него, дали збориме за допаминот, серотонинот, па и адреналинот, тие го наоѓаат во екранот. Значи, во игрите, во екранот на своите телефони, дека е задоволен ако постигнал одредено ниво или левел на игра. Он е задоволен и со тоа се задоволува. Доколку му го оттргнете од него, тој веќе добива криза, тоест кризира. Значи, затоа зборев за еден... да се третира како зависност треба. Буквално е тоа зависност, дури во светот сме сведоци и следиме дека веќе се направија и центри за одвикнување од таа екранизација. Што предизвикува екранизацијата во мозокот на едно дете? Јас ќе кажам дека буквално предизвикува тотален хаос на сите познати бранови кои што мозокот ги има. Алфа,
бета, гама, делта брановите. Тоа дете се воведе во една тета бранка, што е навистина делта бран, во кој што навистина спие мозокот и е само исклучен и е централизиран и е насочен кон тоа што го гледа на својот екран и на својот. Тој легнува, станува со својот телефон, заспива со својот телефон и така натаму. Тоест го добива нивото на хормонското задоволување од страна на екранизацијата. Тоа предизвикува голем хаос. Тоа предизвикува да тоа дете не говори. Тоа предизвикува да тоа дете буквално, тоа го рековме како псевдоаутизам, дека тоа дете добива и дел од аутистичниот спектар. Сега говориме за децата кои што се од 0 до 3 години. Кои што се од 0 до 3, ама и по... Кога треба нели да ние почне да се развива говорот, што се меѓутоа и до што се случува. возраст. Отсаството на говорот кај тие деца е многу присутно. Тие деца ги имаат сите знаци на аутизам, на голем дел од широк спектар. Затоа и крстено како псевдоаутизам. Значи, кога говориме за екранизација, говориме за псевдоаутизам. Веќе тие се кон тоа насочи. Ја не зборам за возрастните кои што знаат дека одреден временски период ќе го трнат телефонот и така натаму. Тука е моменталната грижа, каде родителот да се грижат за своите деца, колку време ќе му ослободат на тоа дете и како тоа ќе го прости да неговото дете гледа екранот, тоест да биде присутно пред телефонот, пред таблетот или пред телевизорот или пред компјутерот. Ќе кажам дека родителите треба да знаат и да веќе се заангажираат дека телефонот, екранот, компјутерот треба да дојде како награда за нешто што детето го направило. Па дури од најмала возраст. Значи го наградуваме да го гледа со оваквото, затоа зашто ние му правиме само добро. Значи ќе му го дадеме телефонот ако детето направи одредена задача. Давање на телефон само ако е како некоја награда за нешто што детето направило. Затоа зашто ако го свати како ова сето што го говорев претходно, тоа дете станува зависник од тоа, тоа дете буквално влегува во една фаза на псевдоаутизам, на тотална екранизација, на тотално бришење на својата памет и ќе кажам дека после е толку мачно да ние како стручни лица и како цел тим го вратиме назад, е многу тешко и напорно. Да, кога говориме за овој проблем, има дечиња кои што нели плачат за да им го дадат телефонот родителите. Дали тоа е знак кога веќе тие ќе плачат безпрестан додека не им го дадат телефонот за да нели гледаат нешто или да играат? Тоа е веќе знак дека треба да побараат помош? Така. Ако веќе не разбираат нели со нешто што родителите ќе им посочат. Уште кога го отпочнав делот за темата нели на екранизација, реков дека тие доживуваат тотална зависност од тоа. Нивниот хормонален статус ги тера кон нели зависност, значи тие се задоволуваат со тоа. И тука е проблем, веднаш го насочуваме да се јавиме, нели тој проблем да отидеме да го решиме и да побараме помош од стручно лице. Како тим, ќе кажам, кој што работи со таква проблематика, нели како менталното... Значи во ваков случај веднаш се бара помош. Веднаш се бара помош, затоа зашто само во ведувањето и ние ќе напишеме на извештајот, нели, дека е потребно да тоа дете биде ограничено. Не можеме да му го сопреме. Точно, меѓутоа да се има состојби каде што кажуваме дека буквално треба да ги трнеме од тоа. Значи тоа дете веќе е внесено во зависност, ние го приметуваме и на самиот извештај пишуваме дека тоа дете треба да биде ограничено или одвоено од екранот. Зашто? Затоа зашто ако влеземе во понатамошна, да кажеме, нели, небулоза и состојба од страна на родителите, тоа дете ние веднаш ќе го препознае. Дали ќе му се направи едно ЕЕГ и на ЕЕГ-то ќе ги видиме сите тие промени кои што ги има во ЕЕГ-то, тоа е доста вознемирено ЕЕГ. Тие деца се се хиперактивни и веќе на некој начин се воведени во тој псевдоаутизам. Тие се хиперактивни и се воведуваат во таа фаза заради зависност. А родителите, ако тоа не го препознат и дозволат своето дете да не ја послушаат и не го послушаат советот од нас како стручни лица, тие веќе имаат дете кој што има огромен проблем. И тоа не лесно се решава и тоа дете понатаму е дете кој што е со голема проблематика и недостаток. Кои се последиците? Дали се тоа што се случуваше во изминатиот период? Дали ќе со текот нели на годините кога ќе дојде во тинеџерски години и така натаму, ќе може или да се наштети себе си или на другите? Ги кажав сите последици, на некој начин ги наведов и како диагнози, но ќе кажам дека уште полошо е она што тоа дете буквално ќе биде терет на општеството и тој ќе биде изолиран од свој свет.
и тој ќе го следи сето она кој што ќе му биде само зададено. Тој нема да биде, нели, здрава личност, збора ментално. Тоа дете ќе се воведе во еден зачаран круг, кој што ќе изроди многу диагнози од спектарот на менталните заболувања. Така да, затоа и ве прашувам, бидејќи има самите делови, затоа не сакам нели да кажам, сакам да тие родители го препознаат тоа кај своето дете да го донесат детето за да му се укаже прва помош. Секако дека тука ќе кажам дека и нутритивниот дел е многу битен, како ќе биде исхраната, морам да го спомнам тоа, покрај целосниот третман од страна на стручните лица, како ќе работат со него, значи да се отстранат или да се намалат последиците од сето тоа што е веќе нели направено. Јас ќе кажам дека навистина има начин, се решават, иако е многу тешко за тимот кој што ќе работи. Пак ќе кажам дека и родителите се тие кои што ќе се вклучат во третманот на своето дете, нормално по насоки од страна на стручните лица и ќе го тоа дете за да биде како што треба. Значи оставајќи го тоа дете и препуштајќи му се на неговиот свет, тоа дете веќе живее во него свет и ние не можеме да допреме во тој свет. Тоа се затвора во една љуштура, во една сфера, негова сфера и веќе не може никој да допре до него. А тука последиците се огромни. Тоа дете изостанува во својот раст и развој, изостанува ментално, изостанува физички и создава, како да кажеме, една слика на огромен терет, како што спомнав претходно, не само на родителите, туку и на целото општество. Во контекст на сето тоа досега што го говориме, бидејќи ќе направиме мала пауза, која е вашата порака до родителите во однос на овој дел за кој што досега кажав уште на стартот дека родителите веднаш кога ќе ги приметат сите овие работи, симптоми за кои што говоревме, нели за ова реална слика, веднаш да се јават на стручните лица во Заводот за ментално здравје, за да после диагностицира правилно и да се отпочне нели со правиот и вистински третман. И што побрзо тоа подобро за или за детето за да има бенефит во поскоро време, да не се одолговлекува проблемот. Добро, докторе, тука предлагам да направиме една пауза, ќе го погледнеме оној прилог за домат кој што ево соработка со магистар Татјана Павлова, да слушнеме од неа кои се бенефитите на доматот и нели за што ни е од корист. Предлагам да го слушнеме. Доматите, бидејќи се наоѓаме во сезона на домати, каде што на најнаразлични начини ги консумираме, дали свежи, дали приготвуваме зимница, дали ги конзервираме за да ги имаме во текот на годината, би сакала да објасниме неколку факти зошто всушност доматите ги сметаме за супер храна. Доматите како зеленчук за кој што е карактеристично нашето поднебје, представува диететски производ кој што содржи толку малку калории, а изобилува со толку многу позитивни бенефити врз нашето здравје. Па најпрво би почнали. Значи, на 100 грама домати, доколку би кажале дека има 19 калории, а 95% вода, што тоа ни значи? Дека е вистински избор кога станува збор за намалување килограми. Втор момент, значи, каде ги користиме доматите од здравствена гледна точка. Значи, од здравствена гледна точка, според изобилието на витамин К, на минералот калиум, на витамин С, доматите топло ги препорачувам при состојби и борба со кардиоваскуларни заболувања. Зошто? Содржината на витамин С, која што можат 100 грама домати нас да ни ја обезбедат, значи е од прилика околу 30%. Како што веќе знаеме, витаминот С е еден од најголемите антиоксиданти кој што е одговорен за васкуларното здравје, за цврстината на крвните садови и така натаму. Поради тоа, улогата на доматите во кардиоваскуларните заболувања е навистина огромна. Втор елемент кој што се содржи во доматите, а кој што е значаен за кардиоваскуларното здравје, тоа е минералот калиум. Минералот калиум е особено значаен за крвниот притисок и спречување на срцевите аритми.
Витаминот К1. Витаминот К1 е многу значаен исто така за контрола на крвниот притисок. Многу значаен елемент кој што е особено битен во текот на бременоста е фолната киселина. Значи, доматите изобилуваат со одредена количина на фолна киселина. А поради тоа би кажала дека и во диетотерапијата кај бремените жени би требало доматите да бидат задолжителен елемент. Останато нешто што би кажало и што доматите ги прави супер храна, тоа е големиот антиоксидант ликопен. Ликопенот влегува во категоријата на антиоксиданти, така наречени каротеноиди. Каротеноидите се одговорни за бојата на овошјата и зеленчуците. Кога станува збор за ликопенот, значи него го има во црвените овоштија и зеленчуци. Меѓутоа, најконцентриран е во доматот. Каде се наоѓа во доматот? Најголемата концентрација се наоѓа токму под кожичката на доматот. И како нас да не биде достапен тој ликопен и како би можел нашиот организам најдобро да го искористи? Најдобро се користи кога доматите ги консумираме конзервирани или преработени, би кажал. Зошто? Бидејќи во свежиот домат, значи нас ликопенот ни е достапен само во мала количина. Каротеноидите имаат својства да се ослободуваат и да бидат подостапни за организмот доколку малку ги обработиме, односно доколку консумираме варени производи од домат, па заради тоа секогаш би кажала дека треба да биде дел од нашите домашно приготвени сосови. После тоа, сушениот домат исто така содржи многу поголема концентрација на ликопен. Поради тоа, сосовите, каде што или некаде каде што можеме да си го додадеме сувиот домат, секогаш ги препорачувам да бидат на нашите трпези. Исто така кетчапите, сосовите, домашната салца, домашната туршија, домашните конзервирани домати содржат големо количество на ликопен и на тој начин ликопенот би ни бил нас достапен. За кои болести најчесто велиме дека треба да се консумира ликопен? Ликопенот, јас ќе кажам дека е едноставно еликсир за машкото здравје. Значи, најмногу помага во спречување, односно во борба и превенција со ракот на простата. И особено кај повозрасната популација, која што веќе почнува да се соочува со некои или слични проблеми, секогаш вериме дури не само да користи храна богата на база на ликопен, туку, а доколку е потребно во консултација со медицинско лице, секогаш велиме и да се суплементира ликопен. Ликопенот исто така е голем борец на кардиоваскуларното здравје. Ликопенот исто така не штити од други дегенеративни болести, како што е ракот на кожата. Го спречува старењето и така натаму. Несомнено и неизбежно е да напоменам дека кога ги правиме оние наши домашни салати со свеж домат, задолжително да ги зачиниме со маслиново масло. Зошто? Бидејќи исто така ликопенот побрзо се ослободува кога е под дејство на масло. Дајте, можевте да слушнете повеќе информации за доматите, за нивната примена, значи кои се проблеми се корисни да се консумираат, можевме да забележиме дека покорисни се за машкиот пол и така натаму, и да не заборавам да кажам само доколку сака некој да стапи во комуникација со магистар Татјана Павлова, нутриционист, може да се јави во телевизија Сонце, да ме побара мене и секако ќе го добија нејзиниот контакт број. Докторе, ние сега во вториот дел продолжуваме со нешто беше актуелно, негде ми се чини декември месец започна сајтот Се за децата. Говоревме еднаш, сега еве без малку 2 месеци ќе дојде година дена како функционира. Кажете ми како да работите, некако тешко луѓето ли се навикнуваат на ваков тип на телемедицина? Така, јас ќе кажам дека секој новитет кај нас можеби и во светот малку потешко се восприема и е тешко за совладување на самиот старт. И ќе кажам дека треба многу работа на некој начин и луѓето да се прилагодат кон нешто ново и кон нешто модерно. Јас ќе кажам дека иднината на медицината е телемедицината. Да, го говоревме тоа. Меѓутоа некако луѓето како да немаат
Не ми е развиена свеста да го користат тоа. Зошто е тоа така кај нас? Затоа сега да кажам дека навистина телемедицината е иднината на медицината и нешто со кое што во денешното модерно време каде што се на некој начин е навистина трка и се следат сите трендови и така натаму, треба да сватиме дека ние во тој момент со телемедицината добиваме многу. Добиваме скратен момент, добиваме грижа битна и брза. Добиваме тоа да не практикуваме да палиме автомобил па да идеме за да цело време нели се одвиваат некои да кажеме комуникации физички, односно кога ќе се види дека треба да се направи физички преглед, сигурно дека и лекарот кој што од другата страна нели на екранот ќе го каже сето тоа и тогаш ќе се направат сите оние инвестигации, односно третманот лабораториски, рентген и така натаму доколку е потребно, но се добива грижа која што навистина станува збор за брзо диагностицирање на проблемот. Телемедицината навистина во светот сегде покажува резултати големи и луѓето комуницираат, поготово кога станува збор за децата, така да и сајтот се за децата навистина функционира, но луѓето треба уште повеќе да се навикнуваат. Сега за сега можам да кажам дека услугите на сајтот се користени од страна на модерните родители. За да на некој начин брзо го проблемот изолираат и да знаат кога треба да се јават нели на било какви нели наредни лабораториски испитувања, рентген испитувања, ехо испитувања и така натаму, односно диагностиката да биде потполна, веќе се уште немаме такви услови за домодернизирање нели да кажеме на самиот сајт и на самата состојба. Кога ќе дојде тоа момент, луѓето ќе сватат дека навистина ќе имаат брз доктор до себе во секое време. Така. Она што ќе го искористат како услуга е услуга за брзо диагностицирање, брз пристап и брзо решавање на нивниот проблем. Така. Кој се е вклучен само еве за оние кои што можеби прв пат слушаат дека постои ваков сајт? Така. Сајтот е работен од страна на професионален тим. Така. Освен нели јас како педијатар кој што е во освен што е за децата, така, во за децата, ние користиме услуги и од лекар кој што е дерматовенеролог, кој што навистина модерната медицина и педијатрија не може да се замисли и без детската дерматовенерологија, некој начин. Имаме дерматовенеролог кој што е стручен и успешен во својата работа, кој што е врвен лекар, кој што веднаш им дава помош на децата кои што имаат било какви промени на кожата. Подоцна ќе кажам дека имаме и физијатар кој што е многу битна нели работата за локомоторниот систем на едно дете, каде што навистина проблематиката од типот на болки во колена, во мускулите, препознавање на одредени заболувања и така натаму ги следи нели стручниот лекар кој што е физијатар и кој што навистина има многу работа за него, нели поготово во денешно модерно време кога сакаме нашите деца да спортуваат, нели? Помалите па до највозрастните од самата луксација на колчињата па до еве децата кои што спортуваат, проблеми во колена, во зглобови и така натаму. И нормално неизоставен дел и гинекологот, кој што секако може да даде совет на мајките, да учествува во сето она кој што ќе се следи нели од самото нели бременост на мајката па до раѓањето на детето, каде што советите негови се користни, како да се води таа бременост, како да биде. За некои совети кои што навистина нема потреба да се оди на апсолутно нема потреба да се оди нели на лекар и да се дојде да се губи време, така да тимот функционира безпрекорно. Имаме дежурен лекар, постојано лекарот кој што е на дежурство, слободни се термините, сајтот функционира на еден вид на мој термин, дека може секој пациент буквално да си закаже преглед и од толку до толку сатот да си закаже преглед и докторот да му биде достапен за да ги изврши сите потребни испитувања на него, инвестигации, да му ги прочита резултатите, да му види сето она што е и да биде како и второ мислење, нели second opinion да биде и правилно да го насочи тој пациент. Ќе кажам дека иднината на модерната медицина навистина е во телемедицината. Сајтот како сајт функционира баш токму на таков принцип да е нешто незамисливо и нешто ново и новитет во државата. Затоа и малку тешко се одлучуваат нели за таков контакт, но ја ќе кажам дека навистина функционалноста на сајтот е буквално како да се јавува на закажан преглед преку мој термин на соодветен лекар.
без никаков проблем, отворени се, нели, слободни се термините кога да закаже, во колку часот да се изврши прегледот, што ќе му биде потребно и нужно на тој преглед е само доволно еден телефон да има, модерен или да биде Android или да кажеме iOS од страна на нападите, може на компјутер, може на лаптоп и така натаму, каде што има камера за да може да се оствари нели некаков визуелен контакт, поготово ако станува збор за одредена промена која што треба да ја визуелизира тој лекар. Читањето на резултатите е постојано, нели секој сака да си ги провери резултатите, му се даде насока дали станува збор поготово кај децата за бактерија или за вирус, да се даде првичната помош и да се следи сето тоа како крвната слика кој ќе исчитам. Се дава тотална услуга на сето тоа што пациентот исто како што ќе го добие и кога ќе појде нели во Достига имаше ли некој слух за ова да ве поддржи, да ве подпомогне и финансиски, бидејќи се тоа вие го работите волонтерски? Ова е волонтерска работа, јас сакам да навистина се пружи самиот нели сајт да си биде сам од себе финансиран, каде што пациентите навистина за една символичен надомест ќе го добијат првичниот пакет и така натаму, бидејќи по пакети се работи. Има луѓе од странство кои што ги користат и најголемите и најтешките пакети со нели таа дока некоја си 3000 денари нели услуга која што му е достапна преку цела година, бидејќи тие луѓе навистина си го ценат своето нели време и така натаму. Слухот ќе го побараме во оној момент кога и самата држава ќе сака нешто такво да промовира и да воведе. Јас ќе кажам дека бев дел и на Ало докторе на времето, каде што беше многу успешен проект. Ја не знам зашто тој проект е прекинат, тоа е некој хендикеп или некој си воведување во нешто ново. Не постои повеќе? Не постои повеќе Ало докторе, за жал, мислам ти кажам. Навистина Тоа е голем хендикеп каде што јас како учествувал, луѓето се јавува и во доцните утрински сати, секој има потреба од грижа, помош и насока. Тоа се замре, не знам зашто, значи дали некој нема слух или не разбира како функционира овој народ. Ќе кажам дека навистина тоа е жалосно. Јас како лекар го тоа тврдам и како човек кој што се борел за во ово општество да грижата за луѓето биде на прво место. Може да биде промовирано ово нешто, не говорам телемедицината, и да се создаде нешто налик на ова што еве ние го создадовме како една екипа на ентузијасти, да се приближиме кон модерниот свет и на нашите граѓани да им дадеме побрза услуга, нели која што ќе ја добијат за некоја си символична цена или надомест на сето тоа. И сметам дека и државата треба да пројави интерес кон ова и да го имплементира и да се заживе и да се работи постојано. И меѓутоа се поддржуваат толку многу работи кои што на некој начин нели не е од корист и бенефит за здравјето на луѓето, а зошто да не е еден ваков проект кој што навистина би бил од корист многу за сите нас. Впрочем, да некако биде и за вас, нели, да имате бенефит, а и за оние кои што ќе побараат помош. Се надевам дека еве во иднина ќе најдат слух одредени институции кои што нели треба да најдат за да ви помогнат да буквално да го реализирате она во целост како што сакате. Наоѓајќи го тој момент за поддршка на една страна ќе се прошири палетата на сите лекари кои што сакаат да учествуваат. Точно, да, и повеќе специјалисти Јас ќе кажам дека многу сакаат да учествуваат. Да се реализира, многу сакаат лекари да учествуваат во овој проект како што е телемедицината, односно сајтот се за децата. Ќе кажам дека да, имаме пациенти, но тие се многу мала бројка, многу мала цифра во она колку што е капацитетот на работењето на самиот сајт. Сите сакаат да добијат директен контакт со мене, конкретно ако кажам, или со другите лекари од сајтот. Јас ќе кажам, дали е тоа некоја навика? Да, тоа е некоја навика. Јас ќе кажам дека не е никаков проблем, дека може да си го закажат својот преглед нели преку веб порталот и да ме видат мене лично, нели како да кажем, не спорам за тоа. Секогаш сум бил и сум излегувал во преглед, во пресрет на сите оние кои што побарале помош и грижа од моја страна. Апсолутно сум достапен 24 часа, ќе кажам и дека мојот телефон никогаш не престанува да ѕвони и секој пат сум бил за децата ќе остана. Моето мото, односно мојата максима која што настана пред многу години, се за децата, јас мислам дека и постојано живее, нели нормално, и надградуваме. Само може да се малку допринесе плюс да се вклучат и многу поголема група на луѓе кои што сакаат да го работат и кои што сакаат да помагаат на деца. Ја мислам дека
еден свесен човек кој што навистина има толкава љубов и сака да помага, може да биде вклучен во секое време. Знам дека таа бројка може би е мала, но пак ја кажам, секој свесен човек кој што е желен да помага, учествува и помага на децата. И тоа се за децата ќе обстои понатаму. Токму тоа мото ве инспирираше и ве мотивираше да ги создадете двете дела. Педиатрискиот прирачник го немаме тука, меѓутоа ја имам ова развојна патека кај децата, која што ја промовиравме во последната емисија кога се сретнавме. Колку сте задоволни од одзивот на побарувачката за овие книги, со оглед на тоа дека на вистина содржината во нив е и како е корисна за родителите? Јас сум задоволен. Ние без никаква, еве да кажам, нели, актуелна промоција и форсирање на некако родителите почнаа да си го купуваат и си го купуваат постојано. Драго ми е што е така, на вистина, бидејќи е корисна. Тоа го кажав и во нашата емисија која што еве доста на пролет. На пролет, и кажувам дека ова е како првична помош, прва помош на родителот во неговите раце. Кога нешто ќе му биде јасно, веднаш да отвори родителите треба да се едуцирани и секој, нели, како кажеме, општество треба да се грижи за едукацијата на тие родители, поготово на младите родители. Точно е дека секој пат, нели, може да добијат, нели, лекар, пријател, нели, така натаму и така натаму. Но она што ќе го прочитаат и го најдат во книгите, тоа можеби и на лице место не може да го добијат, нели. Но ќе им биде како првична насока што за нивното дете е најдобро да направат. Јас не верувам дека постои родител, не сакам да верувам дека постои родител кој не му сака добро на своето дете. Значи сите им сакаме добро на нашите деца, за нив се бориме, нели, и така и настана таа максима, се за децата, ќе кажам, дека навистина читајќи го и пронаоѓајќи го проблемот кој што може да го пронајдеме во самиот учебник и во насоките, нели, веднаш да се јавиме и да знаеме дека тоа ќе може да го доведеме, нели, во нормал. Стално зборам дека навистина луѓе и човек кој што чита, поготово родителите кои што читаат, не секој пат, не ги спомнувам тука Google-от и Yahoo-то, нели, на некој начин, стално се шалам дека таму информациите се многу оскудни и тоа се информации кои што не може вистински... Па може би некогаш и ќе го збуни родителот. Апсолутно, и тој ќе прочита се што не е, нели, и е ван натаму, така и ќе му направи многу голем проблем, за разлика од книгите кои што се стручни и специјализирани за тоа. Значи ќе отвори книгата, ќе прочита, ќе ја добие вистинската насока. Затоа зашто ова не е сега измислено, но се битни тие насоки да бидат, нели, запазени. Значи, педиатриски прирачник и развојна патека на децата од доктор Ангел Чандоновски. Каде можат само да ги најдат? Значи, во книжарниците на 3 и во литература и сега и во просветно дело, поготово развојната патека, може да си ја најдат. А може да си ја порачат, ја има и во телефонски да си ја добијат, нели, да им биде испратена нивна во Авогадос книжарата. Подготвувате ли нешто друго од мотивот се за децата? Можеме ли нешто наскоро да очекуваме? Јас обично по една година, на секоја година така си дадов некако своја задача дека ќе творам, треба време, дека по една секоја година би издавал по една книга, се подготвува еден нов да кажеме пак прирачник ќе биде, кој што е во доменот на сето она што спомнавме околу сајтот се за децата, да не ја откривам, нели, насловот на оваквото, но ќе биде создадена со сите тие, од сите области на тие лекари кои што учествуваат во сајтот на се за децата. Тоа е нешто многу интересно, каде што ќе биде и како еден вид на атлас, каде што со преку фотографии, слики и така натаму ќе родителот ќе може да препознае нешто што, нели, неговото дете може да го има или да му се јави така. Интересно, ќе ве очекуваме кога ќе го издадете, да гостувате, секако да го презентираме, да го промовираме и да бидат информирани родителите навреме, за да може да си го набават. Ви благодарам за денес, доктор Андоновски. Секогаш ми е драго кога сте ми соговорник. Соработката трае одамна и секако почита меѓу нас како некој што треба да реализира нешто што е во областа на здравството и да ја достави информации до нашите гледачи. Ви посакувам сето она што го правите, да ви успе и да добиете поддршка за сајтот и да го издадете она издание и секако да не престанете да ја практикувате максимата се за децата. Ви благодарам првично што сте тие кои што сте носач на сите информации, корисни информации кои станува во зборот за здравието на децата. Јас ќе кажам дека мојата идна
заложба и понатамошниот работен тек ќе се базира и ќе се темели на менталното здравје на децата. Нешто што е најзасегнато нормално и дека треба. педиатрискиот дел и она диши чичко докторе, тоа ќе си остане, но менталното здравје на децата ќе ми биде приоритет во понатамошниот работен тек, бидејќи навистина многу малце лекари, специјалисти, стручни лица работаат на делот на менталното здравје. Уште повеќе што доктор Андоновски истражувањата покажуваат многу страшни, алармантни податоци за менталното здравје алармот на децата. Алармот е веќе вклучен многу поодавно, но ќе кажам дека дојде до израз буквално после ковид кризата која што настана во целиот свет, па и кај нас. Тригер, да. Тачно, тригер кој што ни ги откри новите ситуации, новите позиции дека менталното здравје навистина е многу битно. И да ги отвориме очите, да. И да ги отвориме очите. И да реагираме. И да направиме еден вид на подем сето она што го кажа во емисијата, поготово за создавање на нови центри кај што ќе има целосен третман на едно дете кој што му е засегнато менталното здравје, ќе биде понатаму моje базирање, тежнење да се оствари такво нешто, бидејќи навистина го посакувам и да остане и како трага за идните генерации кои што навистина ќе многу размислуваат во овој модерен живот и период како се базира на развојот на техниката и технологијата, дека менталниот склоп ќе биде ставен во едно ќоше, но ние тоа да не го дозволиме и дека кога ќе дојде до таква проблематика да биде брзо решено во еден опсежен центар кој што ќе биде центар за ментално здравје. Така, ви благодарам за денес и се надевам дека ќе биде се тоа така како што го посакувате. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека овие многу корисни информации кои што ги слушнавме во однос и на менталното здравје, во однос и на оно што доктор Ангелчо го работи, нели што му е негов стручен сегмент. Доставивме многу информации, секако ако се пронајдете во сето ова што го говоревме, реагирајте навреме, бидејќи како што кажа доктор Ангелчо, децата треба уште од мали нозе да се следат, да се следи и нивното физичко секако, но повеќе и менталното здравје, за да не дојде до некои други последици. Ви благодарам уште еднаш, оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време, вторник, 12:30.